Во Java вие може да се справите со input за input во една програма на неколку начини. Според мене наједноставно е да ја користите веќе готовата Java класа Scanner, веќе имаме иницијализирано. Значи, кој ќе повикате конструкторот, како аргумент само го давате стандард input аргументот. Океј, сега ќе ви дам неколку примери за како вие би со користење на веќе готовата Java класа Scanner може да се справите со даден input. Значи, да речеме дека имаме input, например вака. Име, презиме и адреса на живење. Зграда број 8, да речеме, влез 3, стан 14. Океј, значи ние сакаме во три различни променливи да го земеме името, презимето и адресата. Океј, значи прво го имаме името, тоа ќе биде string, first name, еднакво на scanner, и сега идеме next. Next методот на scanner објектот, што прави? Значи, ако инпутот ни е оваа цела реченица, скенерот почнува на самиот почеток. И кога ќе кажеме scanner.next, тоа значи читај се десно, тоа не стигнеш до празно место, значи овдека. И после скипни во тоа празно место. Значи, во first name ќе влезе Иван, и сега овдека ни е скенерот. Пред нет. Добро, имаме last name, еднакво на scanner.next. И сега викаме пак исто, иди десно, сега нешто до празно место. Ќе го земе нет, ќе од најпразно место и ќе го скокне, и ќе дојде кај осмицата. И сега сакаме адресата цела да ја земеме. Правиме string address еднакво на scanner.next line. Next line го земаме таму каде што се наоѓаме, до крајот се дека не наидеме до крајот на линијата. Потоа, ако има уште втора линија под него, тоаш крсорот ќе дое, односно скенерот ќе дое овдека. Добро. Ајде да го испринтаме се дали тоа не се го земе. Може приметите кај outputот дека кај адресата имаме едно непозакувано празно место. Тоа понекогаш ќе се случи и за да се справите со тоа вие може да искористите built-in string функцијата trim. Тоа значи кога ќе повикаме името на стрингот што сакаме да го поправиме, во случај е address, и ќе пишеме trim. И ако сега пак направиме да пуштиме програмата, и дека тоа празно место веќе не постои. Повеќе ќе збориме за стрингови во друго видео, но веќе кога сме тука може да напоменам дека string е уствари immutable класа, што значи дека сега овдека оваа trim функција врати нов string и тој го испринтавме. Но самиот адрес string не е променен. Значи ако под него го испринтавме пак адрес, тоа празно место ќе постои. Ако сакаме да ја промениме самата вредност на адрес стрингот, на адрес променливата, тогаш идеме адрес еднакво на address.trim. Сега address.trim ќе врати таа нова вредност и ќе придаде на address променливата. Сега пак испринтаме address. Ќе видите дека ова е првиот address.trim е ова. Па тоа е непромената вредност. Правиме trim и ја даваме вредноста на address променливата и ја принтаме нешто променливата и видиме дека веќе е променета. Ова ќе збориме за стрингови во посебно видео за нив. Друг пример би било да речеме имаме информација за некој студент, го имаме неговиот индекс, презиме, просек да речеме дека ќе биде ова, и имаме број на положени испити. Океј. Значи, пак идеме повторно почеток. Сега може да дебатираме, значи, дали сакаме во датабазата го чуваме индексот како string или како цел број, обично бидејќи нема да има манипулација на бројот тука како string само како код е повеќе, ќе го чуваме како string. Поради тоа имаме string index number еднакво на scanner сега. .next. Пак празно место. Пак идеме
first name еднакво на scanner.next, last name еднакво на scanner.next. Сега имаме double. Сега дека double ја искористив repr класа, ќе збориме панага за тоа, но може и да пишеме само овака. Double prosec или average еднакво на scanner.next и има баш и за double конкретно. Значи се ви приложен. И потоа имате и може int past exams еднакво на scanner.nextInt. И може се тоа да го спринтаме. Окей. Ова е инпутот. И ја ги имаме сите информации убаво поделени.